Вчера се одиграа надпреварите од 31-то коло на првата македонска фудбалска лига. Двете тетовски екипи имаа половичен успех од една победа и еден пораз. Екипата на Ренова на домашен терен забележи победа од 2:1 против Чаирски Шкупи. Гостите од Скопје дојдоа во водство уште во 5-тата минута со погодокот на Буњамин Шабани. Фудбалерите на Ренова во продолжениот надпреварот направија комплетен пресврт. Филип Петковски во 29-тата минута го издрмни резултатот на 1:1. Конечниот резултат 2:1 за Ренова беше поставен во 60-тата минута, кога Валмир на Фиу стрелаше прецизно во мрежата на Шкупи. Со оваа победа екипата на Ренова се искачи на делба на 4-тата позиција на прволигашката табела. Екипата на Шкендија изненадувачки беше поразена со 1:0 на гостувањето кај Прилепска победа. Победникот беше решен уште во 25-тата минута, кога Станич успеа да го совлада голманот на тетовци Костадин Захов. Со овој пораз фудбалерите на Шкендија остануваат на втората позиција на табелата, со заостанување од 13 поени позади првопласираниот Вардар. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати: Брегалница Вардар 3:3, Македонија Ѓорче Петров Силекс 0:1 и Работнички Пелистер 1:1. Екипата на Јувентус со голема предност од 2:0 ќе го очекува реваншот на свој терен од полуфиналето на Лигата на шампионите. Монако немаше сили да направи уште едно изненадување и загуби на домашен терен без постигнат погодок. Надпреварот го реши Гонзало Игоин со двата погодоци во 29-тата и 59-тата минута. Екипата на Јувентус со оваа победа е на правот од пласман во големото финале, кој ќе се одигра во Кардиф. Покрај Јувентус многу блиску до пласман во финалниот надпревар и Реал Мадрид, кој со висока предност од 3:0 ќе го очекува реваншот против Атлетико. Вторите надпревари од полуфиналето ќе се одиграат идната седмица во вторник и среда.